Иако Државниот инспекторат за земјоделство уште од април лани тврдеше дека не се издаваат дозволи за увоз на снус, 360 степени го најде тој производ во легална продажба, со датум на производство далеку по датумот на наводната забрана. Добар ден. Снус дали имате? Да, еве ги тука под мостите се потврдите. Како е можно производот за кој речиси една година државата тврди дека не е дозволен за увоз, сепак да ја поминува државната граница? Главниот проблем во приказната не се самите никотински кесички, бидејќи се продаваат и во други држави, туку тоа што не се законски регулирани и лесно им се достапни на малолетници. На ова пакување никотински кесички купено во Скопје пишува дека датумот на производство е октомври 2023 година. Тоа е 6 месеци подоцна од моментот кога според Државниот инспекторат за земјоделство е повлечена дозволата за увоз на тој производ. И не само тоа, инспекторатот тогаш ни соопшти дека отвориле внатрешна истрага како воопшто бил дозволен увоз на снус. Во Државниот инспекторат за земјоделство е започната интерна постапка за утврдување одговорност во врска со одобрување на пратка од никотински кесички од страна на оператори кои работат на ексим системот и надлежен инспектор за земјоделство. Запирањето на увозот на снус и почетокот на интерната постапка за утврдување одговорност се случија лани во април. Тогаш инспекторатот заклучил дека е дадена дозвола за увоз согласно законот за тутун и покрај тоа што производот не е опфатен со законските одредби, бидејќи снусот содржи никотин, но не и тутун. Откако ја утврдиле грешката, инспекторатот ја известил Царинската управа за тоа. Но со теренското истражување, 360 степени покажа дека и покрај ваквите околности, снус има на полиците, дури и неодамна произведен. Снус дали имате? Овие вака две. Тие две се? 401. Како е можно производ за кој според Државниот инспекторат за земјоделство повеќе не се издава дозвола за увоз, сепак да биде во малопродажба? И како на продажно место најдовме никотински кесички произведени пред неполни 4 месеци? По најновите сознанија, повторно побаравме одговори и од инспекторатот и од Царинската управа. Државниот инспекторат за земјоделство не ни одговори на прашањата. Од Царината пак добивме детално објаснување. Признаа дека никотинските кесички во земјава сега се увезуваат без пречки и ограничувања и без потреба од каква било дозвола. Од април до октомври 2023 година има само еден увоз на никотински врекички што не содржат тутун и истиот е со издадена дозвола од Државниот инспекторат за земјоделство. Од 31 октомври до сега има 4 увози на никотински врекички што не содржат тутун, и тоа откако е добиено официјално известување од Државниот инспекторат за земјоделство дека производот не е регулиран со законот за тутун и тутунски производи и за истиот не е потребно да се бара дозвола. Од Царината дополнуваат дека во услови кога согласно законите не се бара дозвола за увоз, Царинската управа нема основа да бара нешто што не е пропишано. Сепак, за ваквата состојба, Царина известила повеќе институции. На иницијатива на Царинската управа со официјален допис е побарано произнесување од сите надлежни институции и е нагласена потребата за итно преземање активности за законско регулирање на увозот на овој производ, со цел заштита на здравјето на граѓаните. Меѓу адресите до кои бил испратен дописот се Институтот за јавно здравје и Министерството за здравство, но повратен одговор досега не стигнал. Со оглед на тоа што првично Државниот инспекторат за земјоделство ги сметал никотинските кесички за тутунски производ, опфатен со законот за тутун, решивме за ова да го прашаме министерот за земјоделство Љупчо Николовски. Го најдовме на настан во Свети Николско. Господин Николовски, ова што го држам во рака се никотински кесички. Откако му објаснивме како стојат работите, вети дека ќе иницира да се најде решение. И секако дека, како член на влада, еве ќе се заинтересирам повторно да видиме кое е можно решение на оваа проблематика, како е во другите европски земји и како треба да го решиме ние. Да знаете да некој следен настан ќе ве најдам повторно, исто ќе ве прашам. Се надевам ќе имате повеќе информации. Еве ќе го иницираме и тоа не зависи само од мене. Ние најмалку имаме тука придонес заради тоа што не е тематика која што ја регулираат наши закони. Меѓутоа, исто како и вие, исто така и јас и било кој друг, сите заедно треба да се поангажираме и да се најде соодветното решение и
да најдеме начин како и тоа кај нас да биде регулирано, зависно од тоа како е регулирано и во останатите европски земји. Причината поради која редакцијата на 360 степени почна да истражува на темата снус беше алармот од родители со поплаки дека децата без проблем доаѓаат до производот кој содржи високи количини никотин. За да се увериме во таквите тврдења, излеговме на терен со деветооделенец на 14 години, со дозвола на неговите родители. Во сите трафики во кои побара, му продадоа снус, и покрај тоа што на кутијата пишува дека е за лица над 18 години. Имате снус? Ајдете ми од тој Славија, да. 30. Дали некаде те праша колку години имаш? Не. Направивме и анонимна анкета меѓу средношколци која потврди масовна злоупотреба на овој производ. И што велат, мислам, зашто ги конзумираат? Какво е чувството? Слично е како цигара или? Да, слично е. Викаат тука е тоа директно крвта. Да е по-јака. Тие се достапни за младите? Да, за сите се трафиките. Па има да купиме, например, вода, нешто, табако, ќе прашат некој пред нас и овие им даваат. Што е продавачка? Никотинските кесички го вклучија алармот и во училиштата. Во Скопската гимназија Орце Николов на почетокот на второто полугодие на учениците и родителите им беше поделен материјал со информации за штетните последици по здравјето на младите, што може да ги предизвика злоупотребата на снус. Затоа што верувам дека и дел од учениците не се ни запознаени за последиците кои што секако мислам можат да им го нарушат и здравјето и да ги попречат во секојдневните активности. Професорот и клинички токсиколог Андон Чибишев објасни дека тоа е производ кој во некои земји се користи за одвикнување од цигари, но секако е штетен за непушачи. Луѓе што го употребуваат за да се одвикнат, тие се веќе зависни од никотинот и го земаат за да се ослободат од, да речеме, од дел од зависноста. Тие не можат комплетно да се ослободат. А тоа што вие го кажувате дека го користат млади луѓе од 12, 13 до 15, 16 години, тие практички со употребата стануваат зависници. Снусот се употребува така што кесичката која содржи никотин како во неколку обични цигари се става меѓу усната и непцето и ослободува никотин кој посредно навлегува во крвотокот. Во некои европски земји никотинските кесички се забранети, во некои се дозволени, додека во трети се води дебата дали да се дозволи продажба која секако би била законски регулирана. Една од овие опции ќе треба да избере и Македонија. А до тогаш,